Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на часот по ликовно образование во нашата училница. Јас сум наставник Марија Христовска од Општинското основно училиште Јан Амос Коменски. На денешниот час по ликовно образование ќе учиме за ликовни постапки во сликањето и мешање на бои. Што треба да научиш на овој час? Да ја совладаш техниката темпера, користење на материјалот и на средствата за сликање, постапки и технологија на работа, да ги знаеш основните бои и истите да ги примениш за добивање на секундарните бои, да бидеш креативен и создадеш твоја ликовна творба. Ова се Јана и Јаков. Јана и Јаков се соседи. Тие секој ден заедно одат на училиште и заедно се враќаат. Јана и Јаков одат во второ оделение, исто и како вас, драги ученици. Јана и Јаков во училиште другаруваат со сите другарчиња. Тие си играат, се забавуваат, учат, но и многу си помагаат. Денес Јана и Јаков се среќни. Знаете ли зошто? Затоа што наставничката им кажа дека на часот по ликовно образование ќе работат со темперни бои. Ајде да им помогнеме на Јана и на Јаков. Што им е потребно за да се подготват за часот по ликовно образование? Најнапред, подлога за работа или весникарска хартија, лист од блок, парче хартија, темперни бои, четки за сликање, 2 чашки со вода, палета за мешање на бои и крпче за бришење на четките. Сега, драги ученици, може и вие да го паузирате ова видео и да се подготвите за денешниот час. Најнапред треба да ја подготвиме работната површина, односно масичката на која што ќе работиме. За да ја заштитиме, ја поставуваме подлогата за работа или весникарската хартија. Над подлогата за работа поставаме и листот од блокот, на кој што ќе сликаме. Кога сликаме, треба да работиме на рапавата страна од листот. За да откријам која е рапава страна на листот ќе го ставам помеѓу моите 2 прста и нежно ќе протрњам, за да осетам која страна е по-рапава. Значи, кога сликаме, работиме на рапавата страна од листот. Потоа ги поставуваме чашките со вода. Чашките со вода ги поставуваме во горниот дел над листот. Едната чашка за вода ќе ја користиме за миење на четките кои што веќе сме ги употребиле, а другата чашка ја користиме за да ги намокриме четките при мешање на боите. Темперни бои, четки за сликање. Четките за сликање можеме да ги најдеме во најразлична големина. Тие можат да бидат и означени со броеви, број 6, број 8, број 10 и така натаму. Во зависност од површината која што ќе ја боиме, користиме различна големина на четката. Ако површината која што треба да ја избоиме е голема, четката треба да не биде со поголем број, односно да биде подебела. Доколку работиме и сликаме помала површина, треба да користиме потенка четка. Четката, ученици, ни представува алат за нанесување на бојата на листот. Кога работиме со четката, не треба да стискаме. Работиме со врвот на четкичката и со средишниот дел, а не со коренот да стискаме на четката. Палета за мешање на бои, каде што подоцна ќе објасниме постапката. Парче хартија за да испробаме новата боја која што сме ја добиле. Крпче за бришење на четката која што сме ја измиле во чашката. Кога нанесуваме со четката боја
на нашата творба секогаш имаме правило да ја нанесуваме од горе надолу и од лево кон десно. Тоа што сакаме да го представиме на нашата творба, можеби најнапред да го исцртаме со нежно, со моливче, да ги исцртаме контурите на предметите кои што сакаме да ги представиме, како јас во конкретниот случај нацртав контури на цветови и контури на едно облаче и едно сонценце. Но може и директно да се слика. Сега ќе објасниме за мешање на бои. Палетата, значи, ни служи за мешање на бои. Пред да почнеме да мешаме бои, да се потсетиме. Кои се основни бои? Така, црвената, жолтата боја и сината боја. Ајде сега, со помош на палетата, темперните бои, користејќи ги основните бои од нив, да видиме да ги измешаме меѓу себе. Во овој случај, во палетата најпрвен ставам жолта боја. Ја мокрам четкичката и ја мешам бојата. Потоа нанесувам црвена боја. Исто мешам и добиената боја која што ќе ја добијам и ја нанесувам најпрвен на парчето хартија за да ја пробам пред да ја нанесам на мојот црташ. И ја добив портокаловата боја. Значи, со мешање на жолтата боичка и црвената боичка, јас ја добив портокаловата боја. Во овој пример, во палетата ставам жолта боја. Ја навлажнувам веќе измиената четкичка, или можеби ќе употребам чиста друга четка, и ја мешам бојата. Потоа додавам сина боја. Повторно мешам и добивам нова боја, која што рековме најпрвен за да ја пробаме, ја нанесуваме на парчето хартија. И јас, ученици, сега ја добив зелената боја. Значи, со мешање на жолтата и на сината боја, јас добив зелена боја. И во овој пример, најпрвен ставам црвена боја во палетата. Со четката, значи чиста четка, која што сум ја измила или можеби ќе употребам неупотребена четка, ја мешам бојата, потоа додавам сина боја, повторно мешам и добивам боја која што за да ја испробам, ја нанесувам на парче хартија, пред да ја нанесам над мојата творба. И јас, ученици, ја добив виолетовата боја. Значи, да се потсетиме, јас со мешање на основните бои и добив секундарните бои. Кои се секундарни бои? Така, ученици, портокалова, зелена и виолетова. Значи, боите кои се добиваат со мешање на две основни бои. Сега следува и вашата домашна работа. Подготви ја работната површина и постави ги материјалите за работа за сликање со темперни бои. По сопствена замисла создај ликовна творба користејќи основни и секундарни бои. Секундарните бои добиј ги со мешање на основните бои. Додека сликаш, може да слушаш и музика. А еве и неколку примери творби на некои ваши другарчиња, каде што тие ги употребиле основните и секундарните бои. Пријатна работа! И по завршување на активноста, среди ја работната површина, среди ги боичките, изми ги четките, палетата и чашките. Ви благодарам на вниманието.